Благодарам председател на комисията, почитуван заменик министър, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Еве денес сме сведоци на уште едно задолжување на Република Македонија, кое што мораме да потенцираме дека со забрзано темпо се задолжува и секако одиме кон кои бројки кои што идните генерации ќе не можат ниту да замислат да ги покријат и да ги вратиме. Меѓутоа, денешнава тема во однос на задолжувањето се однесува на земјоделието, односно имаме предлог закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој и Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за модернизација на земјоделството, секако по скратена постапка, како што впрочем и секогаш ги доставуваат кога се однесува на задолжувањето. Ако го проанализираме самиот предлог закон и компонентите кои што се вклучени таму, многу лесно и едноставно ќе се донесе заклучок дека всушност овде станува збор за нешто што сака да се направи, но не се знае ниту како, ниту кога, ниту како да се постапи. Зошто? Во овој предлог на закон никаде не гледаме бизнис план, односно анализа како понатаму. Се задолжуваме со околу 46 милиони евра, со одреден грант ќе достигнеме 50 милиони евра за модернизација. Меѓутоа, ниту имаме анализа каде ќе се потрошат истите, ниту имаме конкретен план што понатаму. Ако зборуваме да изградиме конкретно само одредени објекти, кои што ги именуваме како откупно-дистрибутивни центри, објект како објект нема никаква функционална целина. Доколку не знаеме кој ќе стопанисува со овој објект, по која основа, на кој начин ќе имаме додадена вредност во земјоделието. Од овде единствена додадена вредност е јавните набавки кои што ќе се за изградба на овие објекти и фирмите кои што ќе градат. Ниту 1% нема да имаме додадена вредност кај земјоделците од овој проект. Зошто? Бидејќи истиот однапред, според овие поставки како што се поставени од страна на Министерството, ќе бидат осудени на пропаст. Зошто? Затоа што не воспоставуваме континуитет на работа. Вакви објекти имавме и државни, знаете, но сите овие објекти остануваат празни. Што понатаму? Овде е и заменик министерот. Што понатаму? Кој ќе стопанисува, на кој принцип ќе работи овие откупни дистрибутивни центри? Дали ќе ги превземе Агроберзата, која што е всушност е и државно предпријатие формирано токму за оваа намена и цел, а истото е само советодавно вклучено во однос на донесување на овој закон. А секако мораме да напоменеме дека станува збор за сериозни суми кои што во компонентите ќе ги видиме во однос на меките мерки, така наречените меки мерки, односно советодавните услуги. Меѓутоа од овде ќе ве замолам, доколку советниците се истите од оние од кои што ве советуваа во однос и на тутунопроизводството, и на гроздјето, и на овоштарството, ќе ве замолам да не ги ангажирате, бидејќи земјоделците видоа многу бенефит во наводници од овие советници. И во првата подкомпонента 1.1 вели вака: целта на ова подкомпонента е да се поддржат висококвалитетни советодавни услуги за земјоделски производи и агробизнис секторот во Република Македонија. Ова токму што го зборувавме. Во претходните говори министерот спомна дека овде ќе се одделат околу 1,3 милиони евра за овие услуги. И внимавајте, овие услуги се за советници кои што и досега ги советувале и министерот и сите други заменици, раководни лица кои што се во владата. Да се надминеме, имате исклучително добри експерти во самите државни институции, да земеме, да ги пуштите нив, да ги надоградиме, истите да ве советуваат без одредени надоместоци, односно во рамките на своите права и обврски засновани со работните односи.
да не на надворешни советници се исплаќаат и се испумпуваат огромни средства на пари. Во подкомпонентата 1.2 вели системи за дистрибуција на земјоделски производи и храна. Главната компонента на овој проект е изградба и формирање на откупни дистрибутивни центри. Активностите што треба да бидат поддржани во рамките на ова подкомпонента вклучува обезбедување на техничка помош за подготовка на студии, вклучително меѓу другото физибилити студии и бизнис планови, сето ова во ред, градежни работи за изградба на откупните центри, издавање на оперативни насоки за работа на двата откупни центри во Ресен и Струмица и логистичка агроплатформа во Скопје. Еве овде ме интересира конкретно. Значи во компонента 1.2 имате предвидено за техничка помош за бизнис планови. На што се мисли ова? И проценка и влијание на животна средина, социјални аспекти, овие се други аспекти кои што ги вклучува самата ова подкомпонента. Токму ова го немаме. Немаме бизнис план. Дали државата ќе се вклучи во интервентни откупи, дали државата ќе го откупува вишокот на производство, дали редовното производство, дали истата ќе го става во ладилници, дали истата ќе му врши препакување, односно дали одреден производ ќе добие додадена вредност која што во моментот нашите производители не можат самите да ја постигнат. Но од ова штуро законско решение не можеме да заклучиме дека се работи за тоа. И во подкомпонент 2.1 вели вака: креирање на политики врз основа на докази. И во точка 2.1 пода систем за мониторинг и проценка на дизајнирање и спроведување на политиките за земјоделски и рурален развој. Б. Информатски систем за управување со земјоделско земјиште во државна собственост, вклучително меѓу другото за јакнување на капацитетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за ефективно следење, проценка, креирање на политики засновани врз докази и управување со земјоделското земјиште во државна собственост, кога во период на засилени активности на сите рачни оделенија на Министерството за земјоделие се прибираат сите слободни површини, сите узурпирани површини и истите се спремат да бидат дадени на продажба, ние овде одвојуваме по информација од заменик министерот на неговото излагање, ако не се лажам, 6,5 милиони евра за систем за мониторинг и проценка на ова земјоделско земјиште, кое што впрочем во догледен период истото ќе се приватизира, односно ќе се откупи од страна на физички и правни лица. Зошто и како ни е потребно мониторирање на нешто што Министерството планира да го оттуги, односно со собственост да се стекнат физички и правни лица? И впрочем, кога ќе дојде време за дискусија во однос на ово ќе дискутираме, таму се враќаме во еден систем во кој што големи земјопоседници, поврзани со градежната мафија, истите околу населените места и градовите, по период од не повеќе од 5 години, истите ќе ги урбанизира. Сведоци ќе бидеме на урбанизирани земјоделски површини кои што впрочем треба да произведуваат храна. Сите овие небулози за функционалноста на овој проект не можеме да ги оттргнеме, бидејќи ниту еден аргумент не ни дава за право да се приклониме кон ова решение и да сметаме дека истото ќе се спроведе како што впрочем некогаш му била и замислата. Но некогаш кога било проценето и замислено било околу 30 милиони евра, сега е 50, како впрочем и секогаш што ги зголемувате сумите. Но во едно излагање исто така заменик министерот се осврна на проектот Агрокор, за кој што ги обвини, односно не обвини како партија дека тоа било случајно во наше време. Да, се изгради, функционираше, меѓутоа почитуван заменик министер, овие компанија со предстечајна и стечајна постапка е отворена длабоко во времето на вашето владење. Ова го знаете и затоа истото требало да превземете, а сега знаете истото и за што се користи и затоа
ве повикувам дека вие сте одговорни, требало да превземете одредени мерки за да можат земјоделците и производителите да почувствуваат одреден бенефит од сите овие проекти и ова што во овој закон го предвидувате, секако да биде краен корисник земјоделецот. Според сето ова овде е напишено и предложено, краен бенефит ќе имат единствено градежната мафија со советниците кои што вие ќе ги ангажирате, односно блиски луѓе на власта. Земјоделците нема да видат ниту денар помош, односно подобрување на состојбите на земјоделието. Ви благодарам.